Зdravo, другари, добредојавте во мојот прв лайв апдейт влог на мојот YouTube канал. Ме нема нешто повеќе од една недела и дојдов на идеја да снимам едно вакво видео, односно еден ваков влог, иако ова не е влог затоа што е статично, не знам. Во ова видео всушност ќе ви зборувам за тоа што се случува во мојот живот и зошто ме нема на YouTube повеќе од една недела. Доколку слушате некаква бука во позадина, тоа е само уште една причина зошто не сум активен на YouTube изминатите денови. Дома реновираме нешто и буквално постојано сум со мајстори. Постојано нешто се буши, се руши. Имам чувство дека сите комши реновираат и од сите страни се слуша некаква галама. Ја буквално немам услови за снимање, ниту сум во состојба да се снимам, меѓутоа одлучив да седнам и вака без никакво осветлување, без воопшто да се спремам, да направам еден апдейт влог, едно апдейт видео кое што ќе ви раскажам накусо што се случува со мене и мојот живот. На работа конечно имаме работа. Организираме еден фестивал традиционален за нашиот град, станува збор за тамбурашкиот фестивал на кој што ќе настапат Синтезис и Љубојна. Да не ве давам со обврските околу работа. Знам дека нема да бидам активен викендов, особено викендов, затоа што тогаш се случува се тоа на што работиме изминатите денови. Јас имам еден сериозен проблем со кој што не знам како ќе се справам. За нешто помалку од 2 недели, односно на 6 септември, почнуваат снимањата од новата сезона од Звездите на Гранд. Јас сум во првата емисија, односно се снима третиот круг, затоа што сезоната продолжува таму каде што застана, меѓутоа сепак е нова. Не знам како ќе биде концептот, каков и да е. На нас од Македонија ни се потребни тестови за да поминеме граница. И вчера цел ден буквално вртев по разноразни клиники да прашам колку чини тесто, кога да закажам, кога да се тестирам, за колку време ќе ги добијам резултатите, затоа што потребно е тестот да не е постар од 48 часа, така што морам да се тестирам например на трети или четврти, за веќе на пети да ги имам резултатите. Тоа мора да го направам во некоја приватна клиника, затоа што државно без симптоми не можам да се тестирам. И по дефолт мора да платам некои 80 евра, затоа што ако не се лажам, најефтиниот тест е 3950 денари. Да, ако слушате бушење у позадина, се работи, веќе ви кажав. Ако се прашувате што се работи, се реновира собата у која што јас спиев, се спојува со кујната и се прави некаков салон, нешто, се импровизира, појма немам и буквално ништо не е функционално. Единствено функционално е собата у која што моментално седам, но не уште долго. Новитет е тоа што планирам да се селам од ова соба у таа што сега ни е дневна, значи буквално каша попара. Не знам како тоа ќе го истерам и кога тоа ќе биде готово, но тоа се некои планови. Видеова нема ниту ред ниту крај, сакав чисто да го направам за да ме видите, да знаете дека сум жив и здрав. Ви кажав, хаос ми е на работа, имаме баш многу работа и тоа ме радува до некаде затоа што ја работам у некаква сфера на култура која беше запоставена изминатиот период, благодарение на ситуацијата у која што сите се наоѓаме. Фестивалот кој го организираме ќе се случува викендов, така што буквално 24 сати ќе бидам одсутен од дома, но се радувам што конечно ете нешто ќе се случува у градот. Се шишав пред неколку дена, не знам дали забележувате, но заборев да се избричам, валјда добро ви изгледам. Доколку некој од вас има искуство со патување за време на пандемија, особено патување во Србија, нека ме контактира на Инстаграм или ете долу во коментар нека напише како конкретно се одвиваат работите за евентуално да знам што ме чека. Да, сакав уште една тема да опфатам у овој лайв апдейт влог. Помина скоро 2 месеци од како ги оставив цигарите, верували или не. Ги оставив на 1 јули, денеска е 25 август, што значи 55 дена, за 5 дена ми е точно 2 месеци. Така што сакам само да ви јавам дека успешно се справувам со сите кризи кои скоро и да ги немам. Се уште не можам да си поверувам дека успеав да се откажам од цигари и успеав еве скоро 2 месеци да не запалам ниту една цигара. Не очекував, меѓутоа горд сум на себе. Не сте свесни колку многу сум горд. Се и да пропушам некогаш во иднина, знам дека барем еднаш сум се победил себе си. Се уште онака не ми е својствено дека јас сум непушач. Буквално сите луѓе кои ме познаваат ме поврзуваа со цигари. Цигарите беа мојот начин на живот, меѓутоа успеав да ги надминам. Како и да е, не би сакал видеово да трае нешто предолго. Сакав само да ви се јавам, да видите дека сум жив. Не сакам да ме нема долго време на YouTube, меѓутоа сакав само да ви јавам зошто ме нема. Буквално не сум у состојба да се снимам. Ви сега слушате бука у позадина. И вака е до 11 навечер. Јас би снимал и касно навечер, меѓутоа неизводливо. Цел ден е вака. Ако не се буши у мојов стан, се буши
у комши, буквално цел ден, еве, скоро 2 недели. Се надевам дека ви се допадна ова видео, доколку ви се допаѓа овој тип на видео, јас можам еднаш на месечно ниво или еднаш на 2 месеци да снимам апдейт влогови у кои што вака лежерно ќе си седам и ќе си зборувам за тоа што ми се случува во животот. Не се случува ништо спектакуларно. Се надевам дека ќе успеам да се видам со сестра ми. Скоро година дена помина од како се немаме видено и тоа е навистина многу, меѓутоа таа требаше годинава да дојде неколку наврати, беше спречена. Сега јас не можам да патувам за Германија. Верувам дека нешто заборавив да ви кажам, но затоа постои Инстаграм, тама објавувам буквално секој ден. Доколку се уште не ме следите, направете го тоа веднаш. Претплатете се на мојот YouTube канал доколку се уште не сте претплатени, ме заболев прстот, не знам зашто. А ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!